Од оваа година фармерите за прв пат може да поднесуваат барања за субвенционирање на осигурувањето на добитокот. До сега ова право го имаа само земјоделците кои произведуваа храна од растително потекло. За осигурување во сточарството, осигурителните компании нудат пакети за угинување на домашните животни поради болест, несреќен случај и принудно колење. Фармерите кои сакаат да го осигураат добитокот треба да поднесат барање во подрачната единица на Министерството за земјоделство до 31 август годинава. До сега сточарите полисата ја плаќаат целосно, а со измените на законот за земјоделство од оваа година имаат право да поднесуваат барања за субвенционирање. Според податоците, земјоделците за осигурување на добитокот во просек плаќале по 12,5 милиони денари годишно, а со 60% субвенција овој трошок се намалува и ќе чини 7,5 милиони денари. Инаку пред неколку дена, односно на 30 јуни, истече рокот за пријавување на субвенционирано производство за растително производство, односно за житни и за градинарски култури, за одржување на лозови и овошни насади, како и за производство на сертифициран семенски и саден материјал. Во предвидениот рок во Пелагонискиот регион над 4300 земјоделци поднесле барање за пријавување на субвенционирано производство до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Битола.